Кандидатите за пратеници од ВМРО ДПМН во изборната единица 3 и координаторот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип, Дејан Ивановски, вчера вечер одржаа мини митинг во штипската населба Баби. Оттаму Ивановски порача граѓаните во недела да излезат и да гласаат за важните проекти кои следуваат за Штип и околината. Ке излезе населба Баби референдумски да гласа за автопатот Штип-Скопје, ке гласа референдумски за изградбата на новата клиничка болница, ке гласа референдумски за гасификација на нашиот град и изградба на гасификациониот систем во Република Македонија. Населба Баби и Штип референдумски во недела ке заокружат број 1 за над 120 асфалтирани улици во нашиот град. Населба Баби и Штип во недела ќе заокружи број 1 референдумски за нови тениски изградени игралишта, за нови мултифункционални игралишта. Ќе гласа за реконструкција на училишта. Ќе гласа за еден од најголемите проекти кои што штипјани долго време го очекуваат, а тоа е изградба на река на брана Отиње. На 11 декември штипјани и населба Баби ќе гласаат за изградба на нов затворен олимписки базен во Штип. Никола Мицевски, кандидатот за пратеник од третата изборна единица на синокешниот собир со жителите од населба Баби, рече дека оваа влада не ги заборавила земјоделците, ниту пензионерите, а ниту пак покачувањето на платите за граѓаните од истокот. Пријатели, заборавивте ли што направивте на Штип? Каде беше Штип до пред 10 години? Транзиција, затворени фабрики, беда, сиромаштија, луѓето дома, младите не можат да студираат затоа што нема средства. Мислите заборави македонскиот народ? Сето тоа е сменето. ВМРО ДПМН 2006 година ја презеде власта, бројот на нововработени е зголемен за 160.000. Субвенции за земјоделците, покачување на пензии, покачување на плати за администрација, тоа го имаме и во новата програма. 10,25% платите и пензиите, субвенциите продолжуваат 600 милиона евра, гасификацијата продолжува Македонија економски да се развива на чело со ВМРО ДПМН. Додека кандидатот за пратеник од ВМРО ДПМН од третата изборна единица Трајче Димков во своето обраќање пред присутните зборуваше и за двојазичноста. Дали имаме право ние да им го наметнеме на нашите деца? Нема да дозволиме. Меѓутоа тие само пробуваат. Не можеа да најдат глас кај македонскиот народ. Отидоа кај албанскиот и тама нема да го добијат. Меѓутоа идејата, семето што го посеја ќе биде многу лошо. Не е проблем, и албанскиот се зборува и на највисоко ниво во државата. Меѓутоа потребата и преведувачите и луѓето кои ќе бидат ангажирани во тој дел се огромни. Огромни се трошковите кои треба да бидат во тој дел. И затоа место да се одиме кон економија за вработување на други лица, ние ќе мораме да наѓаме преведувачи бидејќи тука никој тоа не го зборува. Последниот ден од предизборната кампања, ВМРО ДПМН вечерва ќе ја заврши во Прилеп.